are feeling cold. My love could take her home. As if we never knew. I was too young for you. Хей. Пандамониум радио шоу број 14. Добро вечер и добро дојдовте во уште една епизода. Понеделнички имаме пекта емисија, полно студио. До мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, како сме вечер? Филингот е супер, понеделнички имаме многу добра екипа, имаме многу добра емисија, нови ствари за слушање, добри муавети за праење, така да се надам на добра емисија. Ти што мислиш, како се осеќаш? Исто и јас, и уште еднаш да ги поздравам луѓето кои што рано се уклучуваат да не слушаат. Поздрав на Мониум радио екипо. Кој што кажа Дарко, имаме спремено една полна емисија, пект со нови звуци, пак се враќаме уште една лабава, кај што ќе слушнеме многу различна музика. Тоа што слушавме моментално беше Лојал Карнер. Дарко, знам дека ја пишав текст, но сакам ти во твоја страна малце да кажеш нешто повеќе. Како ти ја осеќаш оваа музика, бидејќи не е толку карактеристична за тебе? Зборевме многу за него и слушнавме преконите два пати музика од него. Може да кажам дека Лојал Карнер е артист што онака погрешка ми се појави во рок од 2 недели од 3-4 различни страни. Звукот е одличен, ми се свиѓа, во прав муд сум да го слушам, зима е, баш ми одговара за сега. И многу интересно дека се навлековме 20-та во момент, ти го имаш и претходно слушано, ама некако ни влезе постојано во ротација. Има момент као Кали Учис која ни беше 3-4 недели поред. Да. Ова ми е онака трети или четврт Пандамониум радио шоу Find Jam. Тоа е тоа. Мене на пример ми беше интересно дека јас стварно и го имам слушано одамна, но се немам навратено на неговата музика, не знам од која причина. Но се појави на траката заедно со Ерик Архитект. Let It Go се вика песната, феноменална трака, ја пуштавме претходната емисија, доколку ја немате слушнато, ве молам слушнете. Се навратив на неговите постари ствари, тоа ме инспирираше да напишам текст под радарот, бидејќи стварно мислам дека е еден артист кој што, иако е многу познат и е номиниран во Британија, онака in high regard, мислам дека овде, посебно на нашите простори, го нема тој мејнстрим апил, бидејќи музиката не го налага тоа. Се надеваме дека ви се допадне интрото. Отидете кај нас на Инстаграм, прочитете го текстот на Трајче кој го објавивме вчера. И ако сакате да слушнете повеќе, отидете на нашата комјунити плейлиста. Имаме 7-8 песни најгоре. Ќе можете да истражите да знаете повеќе за Лојал Карнер. Продолжуваме понатаму, имаме многу нова музика. Имаме нов сингл на Фреди Гибс во соработка со Schoolboy Q. Фреди Гибс знам дека е еден од твоите омилени артисти последниве години. Исто така тој се врати на Инстаграм викендов. Прелудо, ја тек тука што дознав ова. Мене ми е многу интересно тоа, бидејќи стварно е легенда онака. Не знам што ќе прави сега на Инстаграм, но се надевам дека ќе ги прави истите антики кои што беа присутни на претходниот Инстаграм профил. Ќе видиме, траката се вика Gang Signs, би остил тебе да кажеш збор два за неј да ја најавиш пред да продолжиме. Уште кога ти ја пратив, интересно ми беше дека уште кога ги видов и уште пред да ја слушнам самата трака, онака ги гледам Schoolboy Q, ја најавуваат трака со Фреди Гибс. Првата реакција ми беше дека ова ќе биде кој знае каков бенгер, онака дека ќе биде нешто дарк, меланхолично, каде што Schoolboy Q онака ќе се наврати на груви тоуни деновите и каде што стварно онака да не речам мрсна песна очекував, но тоа беше не го добивме тоа. Значи сосема нешто поразлично, добивме онака една feel good трака каде што има интересен бит. Они двајцата се многу лабави, опуштена е атмосферата, feel good песна, пак ќе кажам. Онака, сум прилично позитивно изненаден и заземат онака со, не знам, задоволен сум од песната. Ајде да слушаме, може? Јап, идеме. Идеме со Gang Signs, Фреди Гибс, Schoolboy Q. Intoxicated off of all type of drugs. I'm never sober when I'm alone. I need some type of drug. I told them turn the substance. Да слушаме O3 Гридо заедно со Wiz Khalifa. Траката која се вика Substance од заграда We Woke Up, The Remix. Инаку тракава постои уште од февруари 2018 година, али Wiz Khalifa реши да ја освежи со ремикс и најверојатно да издадат во некое поофицијално издание, што мене многу ми се свија дека ова е една од траките која е познат O3 Гридо. За тие што не знаат, он е еден артист кој доаѓа од Лос Анџелес,
афилиетите со екипи како Shoreline Mafia, така да тоа се тие кругови, за жал веќе полого време во затвор. Нима оставено многу материјал позади него и постојано вади музика. Actually, јас се навлеков на него преку заедничкиот микстейп продуциран од Kenny Beats. Тоа ми беше еден од хайлајтсите на 2020 година, односно на почетокот на 2020 година, постојано ми беше во ротација. Истражив многу повеќе за Утри Гридо и дефинитивно Substance на трака по која е познат, онака лоуки хит и баш ми мило дека конечно ја можеби ќе добие поголемо внимание со овој ремикс на Wiz Khalifa. И јас само можам да се согласам со тебе со тоа што мене стварно ми е интересен, карактеристичен артист е. И да, ја исто се навлеков, не би рекол дека се навлеков, но ми е интересен, му се навратив, онака слушав неколку ствари, но албумот би рекол со Kenny Beats ми е еден од најинтересните негови ствари. Не знам што следува од него следно, така да како и да е Free Grido. Има многу материјал, али би сакале да биде надвор од затвор, за да може да го прави, да не бидат тоа претходно снимени материјали. Free Grido, тоа беше траката Substance, ако ви се свигаше, побарете ја. Една трака слушавме од да речеме од релиз радарот на Трајче, Freddie Gibbs Cool Q Gang Signs, ова е една трака од мојот релиз радар. Преоѓаме во една следна тема, односно нова рубрика која за прв пат ја презентираме во ова издание на Pandemonium Radio Show. Постојано сакам да воведуваме нови ствари да ни биде интересно. Оваа рубрика ја планиравме веќе полого време, али Трајче реши да ја почнеме оваа недела, бидејќи оваа недела слушаше малце постара музика. Новата рубрика не се вика Sleeper Picks, би те оставил да накратко да кажеш збор-два за самата рубрика и да ги најавиш првите две песни. Да, кој што кажа, одамна ова беше во план, бидејќи стварно има многу музика која што ја испуштаме. Не можеме да преслушаме се, дури знаеме дека сме тековни со музиката, знаеме дека слушаме многу артисти, но нормално е да прескокнеме нешто да не преслушаме или едноставно да отиде под нашиот радар. Само сме луѓе, тоа невозможно е да преслушаме се. И почнав да размислувам за песни кои што онака се издадени пред година-две, најчесто се пред 2-3 години извадени, но тек сега ги дознавам. Така што направив селекција кратка од 3 траки, ти ги стаи твоите, и мислам дека е многу интересна работа каде што има многу квалитетна музика која што имаме пропуштено, но не е касно за да се навратиме да ја преслушаме онака бидејќи стварно е нова за нас. Добро. Продолжуваме во малце поспоро темпо. Најавени е првата трака Omar Apollo и Ruel Want You Around. Omar Apollo е еден многу интересен артист. Ја го дознав од шоуто на Kenny Beats, каде што тој настапи со него, The Cave. Ако ја немате гледано емисијата, ве молам гледајте, многу талентиран мултиинструменталист, одличен басист, каде што со Kenny Beats има феноменална соработка, извадија многу добро парче музика. Ова не е ништо поразлично, значи феноменални вокали, малце е побавно, певливо е, мене ми се свиѓа баш во мој муд кој што знам најчесто да се ставам. Така што да не должам многу, Want You Around featuring Ruel, Omar Apollo. Идем. Ова е Baby Rose, Damn, Sleeper Picks, селекција на Трајче од траки кои ги пропуштил кога биле под радарот последниве неколку години. Радиска селекција, малце поспора селекција, што реално може супер да дојде за промена. Вечерва немаме дрил, немаме такви работи, имаме малце по-смуth, по-лабава, ќе кажам, музичка селекција. И тоа претежно на Трајче, што е многу интересно. Трајче има удел во 80% од оваа селекција, што е многу добро за промена. Трајо, не праша чет што мислиме за продукцијата на песната на Baby Rose, Damn. Многу е, мене знаеш како, Baby Rose ми е артист кој што го имам читано за него, но никогаш немам дајано она пажња на нејзе и као ја немам слушано воопшто. И сега кога се појави и кога преслушав, го изслушав целиот албум, албумот од 2020, што значи дека не е нешто престара, многу ми се свија. Бавна е, инструмент е, малце е по-карактеристично и баш го гледавме и кога зборевме за албум и за Anticipated албум за 2021, баш Шон Си беше еден од луѓето кои што беше во исчекување на нов албум од Baby Rose и слушајќи го овој проект исто се чувствувам за Baby Rose, кога сакам да слушнам нешто ново. Супер, одлична селекција, по-смут, немаме вакво нешто слушнато одамна на Pandemonium Radio Show. Се префрламе
се уште сме во истиот сегмент, во истата рубрика, се префрламе на нешто малце поенергично и малце по типично би рекол за Пандамониум радио шоу или бар за мојот звук. Ми го прати артистов кој се вика A-Rees, преходната вторник или среда. Ми ја прати следната песна која ќе ја чуеме We Both Know Better. Го пуштив проектот, има 12-13 песни, едно 5-6 пати ми свртева позадина. Одличен проект. Си одбрав мои фаворити кога ги слушнав малце покасно. Истражив нешто повеќе за него. Тој е млад артист од Јужна Африка, ако не се лажам. Кој има окей wave, гледам дека има фоловерси на Инстаграм, гледам дека има и views и позитивни коментари за него на социјалните мрежи. Кажи нешто повеќе за овој артист, за да ги најавиме следните две песни. Искрено, во овој момент ти поише знаеш за него ли ја. Ја го слушнав Рис Ефект, така му се вика албумот кој што го слушнав. Албумот од 2019, кој што каже има, значи е краток албум, но продукцијата е многу интересна, он е многу версатилен, значи на моменти пее, рапува, вокалот е многу интересен. Има многу фичерс кои што и луѓе артисти кои што за мене се непознати. И имам драйв да ги преслушам и нив, така што кажи ми ти, знам дека имаме различни favorite траки од самиот албум. Видов дека има извадено и нешто има една песна извадена сега во 2021 и се надевам дека ќе добиеме и нов албум сега за скоро време. Бројките се тие, има кој што кажа некој following на Spotify и тоа е доброто, бидејќи видов дека и си има појавена некои многу добри плейлисти. И тоа го зборевме дека за еден таков артист да изгради имидж и фан база, многу битно е да се појави на такви плейлисти. Ерис токму тоа го прави, иако можеби не е нешто преактивен, значи има еден солиден албум позади него и само очекувам да видам што ќе извади во 2021. Интересно да го слушав вчера додека го шетав куќето, на моменти ме потсеќаше на Рас во деливери, во пеење, па дури во селекцијата на битови. На моменти ме потсеќаше малце на Дрейк, ама не знам на кој момент, така да општо ми се свиѓа звукот и ми се свиѓа целото пакување како изгледа и како е направено. Ајде да слушнеме уште две траки од Sleeper Pigs, нашата нова рубрика. Идеме со A-Rees, We Both Know Better. You don't love me, you just loving what I do to you. Yeah. The other day my brother told me I'm a airhead. The other day she was my past and now she reappeared. And anywhere you wanna take it. Тоа беа нашите Sleeper Pigs за оваа недела. Се надевам ви се допадне нешто од ова и дека научивте некој нов артист, исто како што научивме и ние оваа недела, јако се малце постари. Знаете дека сакаме да сме цело време тек со музиката, така и тоа што е и година-две старо, го сметаме за постаро. Таква музика се слуша Пандамониум радио шоу прогресивно. Се додека е непознато за нас и сега го осознаеме, тоа е нова музика според мене. Точно. Делот овие траки ќе ги има и на Pandemonium Community плейлистата, така да отидете таму за да ги слушнете повторно. И имаме уште еден мал сегмент на музика, односно 3 нови траки од JID, но предходно, а после тоа влагаме во живо со нашиот гостин Оги Y, изборуваме за темата на денот. Убаво ни е поделена емисијата на стандарден дел и за тема на денот, односно гостин, инструментална музика и слично, но имаме други муавети да направиме пред да го направиме тоа. Треба да збориме за настапот на The Weeknd на Суперболот, но пред да почнеме да збориме за тоа, морам да се пожалам во спортскиот дел на Суперболот, бидејќи сум доста разочаран и сфрустриран од тоа како моите Chiefs изиграа. Беше утакмица што ја чекав многу долго време да ја гледам и онака целосно се разочарав од не само од исходот, ајде, тоа што изгубија, нема везе, али начинот на кој што изгубија и на кој што беа издоминирани на некој начин. Немам социјални мрежи, немам кај да си го искажам тоа, па ќе си го кажам тука. Talk your shit, king. Онака многу сум фрустриран и разочаран од тоа вчера. А ти кажам право, и настапот на The Weeknd не помогна во целата ситуација. Се случи на полувремето, више губеа 15 разлика. Почна The Weeknd, имав големи очекувања бидејќи The Weeknd долго време го најавуваше. Излезе вест дека он потрошил $7 милиони од својот буџет за да покрие сите статисти и целата дополнителна организација за самиот настап. Исто така имаше руморс дека он се подскара со Греми наградите поради тоа што одлучи да настапува на Суперболот еден месец пред Греми наградите. Што мислам дека и тоа можеби беше поголемата слика
за неговите за снабот за номинациите и слично. До Weeknd како до Weeknd го фати тој поп бран и супер го вози и свака му час за тоа што го прави, али ја имам неколку работи сватив после овој настап. Првата работа што ја сватив е дека дефинитивно не ми се свиѓа неговата нова музика, не е за мене. Тој поп бран едноставно не е тоа што јас сакам да го слушам од него. Втора работа, имаше доста кринж моменти, што не ми се допаѓа кај The Weeknd, бидејќи мислам дека премногу го брка тој поп апил и мејнстрим апил и сега добро Супербол е нормално треба да биде окей за деца и за се, но беше малце чудно. Имаше многу добри моменти кои ми се свија, ако на пример кога влезе внатре и кога се снимаше сам со камерата како зашеметен на песната I Can Feel My Face. Исто така имаше многу јак момент кога излегува, кога истрча заедно со некои стотина статисти облечени исто како него на самиот терен на стадионот. Тоа беше супер, али општо селекцијата на траки кои ги настапи, како звучеше и се тоа не ми се свија и општо во која насока отиде. Ова беше последна како да кажам, последна точка која ми го потврди тоа. Искрено ја немам што да додадам за твоите Chiefs. Сочувство, се надевам повеќе среќа следна година. Но кога сме веќе кај The Weeknd, ја бидејќи не го гледав Суперболот, морав да се навратам утрово кога станав и го прегледав уште еднаш пред да дојдам овде. И ќе се согласам со тебе во најголем дел од работите. Имам уште неколку замерки. Проблемот со целиот тој настап ми беше што не знам од која причина, кој што кажа дека тој веќе влага во тие поп води и до тој степен навлезен што за мене овој перформанс беше на еден начин една голема имперсонификација на Майкл Джексон. Од самиот начин на кој што е облечен, начинот на кој што е, значи и самата коса и неговото лице, значи сето тоа што беше и мејкапот и неговиот апиренс, целосно онака укажуваше кон тоа, плюс неговиот вокал. Кога би го погледнале, значи и студио верзиите од самите песни воопшто не звучат така, се гледа и се приметува во самиот вокал дека намерено е направен да биде онака пописклив, да не е толку длабок кој што знае неговиот вокал да биде, иако тој има огромни вокални способности. Точно. Се гледа дека има она обработка во позадина. И тоа мене само на еден начин ме нервира, бидејќи стварно има огромен потенцијал и мислам дека на еден начин го дае своето за да го направи ова и сега веќе е во други раце каде што други му го креираат неговиот имидж. Не знам тој дали се надевам дека е задоволен од сево и се надевам дека ова го барал, но знаејќи тоа што може да го направи од сите претходни албуми, исто и ко тебе, јас сваќам дека неговата музика веќе не е за мене. Пишете ни учет како ви се свигаше настапот, ако воопшто ги имате гледано или општо како ви се свига новата музика и новиот имидж на The Weeknd. Тоа е тоа, мислам дека доста зборевме за него. Ќе го постираме ова и на Spotify и на Instagram кај нас, може ќе разврземе таму некоја дискусија. Се слагаме двајцата. На интернет имаше измешани реакции. Спортските фанови не беа баш задоволни од настапот, но добро, спортските фанови не имаат толку појма и од музика и од настапи од слично, не се толку релевантни. Од друга страна исто така не се релевантни комплекс медија и сите стенс и сите хардкор фанови на The Weeknd кои нормално дека им се допадна и нормално дека го поддржуваат, им се свига, тоа е тоа. Али би било добро да добиеме некој пообјективно мислење, чисто да видиме како се сеќаат луѓето врска со тоа. Види, во поглед на што значи овој перформанс за него ко звезда и ко артист, ова е од огромно значење. И кога би ме прашал мене, мислам дека го направи правиот избор со тоа што одлучи да настапува на Суперболот наместо да настапува на Grammy Awards, бидејќи Супербол е еден од најгледаните настани, ако не и најгледаниот настан. Се сложувам воопшто, спортски и било каков карактер. Така што овде имаше шанса и имаше можност да се покаже пред многу поголема публика. Така што не гледам зошто не би го одбрал ова, но целиот перформанс мене не ми се свиѓа таа имперсонификација. И наместо да го бара своето, тој значи иде по некој подлабоко во таа патека. Заглавува во таа машинерија од кај што многу тешко можеш да искочиш. За жал, тоа е точно. Имам уште 3 песни пред да почнеме со темата на денот и интервјуто со нашиот гост Ноги Ипсилон. Најави ни ги 3 нови траки на JID. JID не знам од каде, но се радувам за ова. Извади 3 траки. Тоест ги извади на стриминг платформите за сите да може да ги слушнат. Две од овие траки се вртеа во низ рандом кругови, се вртеа снипетс, се пуштаа на SoundCloud, ги имаше, мислам, ако не се лажам, и на Tidal. И станува збор за 2 траки, Ballads и Clutter, кои што
Иако се од 2020 технички, тие се сега веќе достапни за сите и ова е official релиз. Мене ми е одличен, JID ми е еден од омилените артисти од Dreamville. И третата трака која што извади е Bra, ремикс од Denzel Curry. Исто така феноменален бенгер. Мене ми е, мислам, омилена, иако Conway го сакам, оваа песна ми онака отскокне од сите три. Морам да напоменам исто така во исчекување сум на нов JID албум, бидејќи имаше одлична 2020, имаше уште подлична 2019, во 2018 го извади неговиот она critically acclaimed албум DiCaprio 2, веќе го има најавено третиот албум. Првиот беше The Never Ending Story, вториот DiCaprio 2, третиот не знам како ќе се вика, се уште нема име, но знаејќи го JID мислам дека ќе извади она бенгер. И да напоменам, зашто тој настрана својата соло кариера беше многу активен со неговиот колектив Spillage Village, албумот Spilligion, кој што излезе во 2020. Малце покарактеристичен албум, дефинитивно не е за секого, доколку онака сакаат малце да слушнат покарактеристична музика, го препорачувам да се слушне. И Dreamville, The Revenge of the Dreamers, тројката, кој што беше еден феноменален албум, каде што онака цел Dreamville искина на секоја можна песна и на секој можен верс. Да не навлагаме многу, ќе идеме сега со JID, ќе ги слушнеме сите три траки. Прва е Clutter, Дарко пуште. I'm just that nigga, I ain't have to get a drunk or incapacitated. Yeah, I'm MVP form like Shaq for Lakers. Ain't no silverware in the trap. Fuck it, grab a hanger, ratchet sprayer. Buffalo got the highest murder rate in New York State. That's a fact, check the stats. Последна од трите траки на JID, Ballad во соработка со Conway the Machine од Griselda. Се осеќа Griselda инфлуенсот на самата трака. Тоа е тоа Conway the Machine, брат. Guntok, еден од омилените артисти воопшто од Griselda во последно време. Без размислување, најдоброто од овие три ми беше Bra, ремиксот со Denzel Curry. Се слагам. Одлична трака. Многу енергична, Дензел е одличен, многу поише ми се свиѓа искрено него ли самиот JID, но и JID секате на мисија и си го прави тоа што го прави. Тоа е тоа. Pandemonium Radio Show број 14. Као што веќе добро знаете, го најавивме, имаме гостин во студио, мојот човек Оги Ипсилон. Здраво, Оги. Здраво, здраво. Како е, како се осеќаш? Добро, кул. Добре дојде во Pandemonium Radio Headquarters. Баш не мило дека си тука и дека имаш што да ни презентираш. Тоа е многу важно. Дали си спремен за малце муавет? Да бе, секако. Опушти се, не е ништо страшно. Си бил тука многу пати, иако не во вакво издание. Ние сме лабава екипа, сакаме да правиме лабав муавет. Гледам, осеќам дека и на светско ниво многу поише внимание добиваат вакви неофицијални подкасти, вакви форми на не толку официјален медиум, бидејќи сите што учествуваат во него се осеќаат најверојатно многу поприродно. И атмосферата е многу поопуштена. Атмосферата е опуштена, имаме добра екипа во студио. Оги, представи ни се, брат, ние добро се знаеме, али представи се на луѓе што не слушаат, што не те знаат. Кој си, што правиш, каде доаѓаш и слично. Првично како OG, Оги Ипсилон по најново. Како DJ, дел од екипата на Sure Shots. Како продуцентот, дел од нова група Jugmob, јас, Петар, Аре, Мана, Мичо, Берат и Мацко. Одлична екипа, ја морам да кажам. Шараут до Jugmob, шараут до мојата екипа Шараут до Sure Shots, Jugmob. младата екипа продуценти, Оги ја репрезентира и младата страна на DJ кај нас. За жал, пред да се случи пандемија, баш беше добра форма на пуштање музика. Ни идеше окей у Vox и секде, али за жал прекинавме, се надам дека ќе се вратиме повторно за брзо, али тоа што зборевме дека многу продуктивно искористи 2020 година. Што правиш од 2020? Па не би рекол дека многу продуктивно ја искористив 2020. Не си задоволен? Не сум баш задоволен од 2020. А која е причината за тоа, например? Што мислиш дека требаш да направиш во спротивно на тоа што имаш направено? Многу ми фалат журки. Фак, брат. Не сакам да зборам на таа тема, онака, иако ја не сум некој екстровертен лик, ама имам желба да искочам некогаш и онака wild and out. Збориме за тоа. Кога го најави тейпот, кој го презентираме денес, пиша дека во 2020 година имаш направено преку 150 битови Така. и дека за овој бит тейп кој се вика A Turn for the Better ги избра најдобрите 12. Ако мене прашуваш, правење 150 бита во една календарска година звучи супер, со оглед на целата ситуација бевме сите дома,
од тој поглед мислам дека си го искористил добро времето, иако секогаш може повеќе се разбира. Кажи ми, зашто се одлучи за бит тейп? Која е целта на едно вакво поинакво представување на своите битови? Па, главно, ја сакам со сите артисти да работам, главно од Македонија, сега за почеток. Сега со сите да работам и кога ќе спомнам на некого, пошто повеќето ми се другари, како ќе работиме ово она, ама никош не сме се погодиле со време и со све. И одлучив да направам како мал тейп, мал проект, каде што ќе покажам нели што можам да направам, да експериментирам дел и нели класика да кажам трап наводници. Добро. Трајче? Јас сакам малце да се навратам, сакам да те прашам на пример што значи името A Turn for the Better, бидејќи мора да има некое значење тоа самото име. Да, има впишано и мал текст на Инстаграм кој шернов. Означува светла и нова страна, пошто мене прв проект ми означува нешто ново што немам до сега направено и мислам дека никој до сега нема пуштено бит тейп у Македонија. Него само пуштаат као тај бит ваков, тај бит онаков и тоа е тоа. Топ. Мене ми се свиѓа, ја искрено уште од сега знам дека уште не немаме зборено, но мене ми е многу интересен момент каде што конечно продуценти онака си даваат сами шајн на себе за да си ја покажат музиката што ја продуцираат, наспроти тоа да чекаат некој да фрли некој врст на нив што може и никогаш да не искочи, така да респект за тој за тој потек. Ке збориме многу за ова целиот следен саат, целиот втор дел на Пандемониум радио шоу број 14 ги имаме посветено токму на продуценти, инструментална музика, различни начини изразување. Бокса пише дека си го заборил да го спомнеш. Шараут Бокса. Шараут Бокса и мислам дека Петар го заборив. Без Петар ништо. Да. Шараут Петар, шараут Бокса, шараут цела екипа. Да се вратиме на бит тейпот. Од тие 150 битови, кој беше процесот, каков беше процесот, како ги избрам тие 12? Дали се тие најдобрите, дали се тие најкарактеристични за тебе? Кој беше процесот на селекција на битовите? Главно, како ги избрав? Од мудот у моментот, пошто за време на карантин, нели цело време ќе се менја мудот, лево, десно, горе, доле. Според мене, у моментот тие ми беат као најдобри и затоа тие ги тргнав у еден склоп. Добро. Дали има целина од 12 битови, кои ќе ги слушаме малце покасно, откако ќе ги најавиме, дали одредуваат некоја целина или не? Дали обележуваат одреден саунд, одреден момент, одредена доба, одредена година, одреден или само као селекција од најдоброто од тебе? Селекција од најдоброто од моментов од мене. Добро. Ја би сакал на пример да те прашам во врска со самите битови, дали на пример бидејќи си имаат и имиња, и самиот проект има имиња, и самиот кавер арт, значи слика од кога си ти млад. Дали на пример битовите имаш ти некоја меморија, значи дали знаеш на пример кога во кој момент го имаш креирано тој бит, дали на пример на тој начин си имаш поврзано со музиката што ја креираш? Не, само кога ќе ми текне онака on the spot. Сега бит тейпот мене ќе ми обележи еден период за време од нели 2020 кога сум бил во карантин. Главно тоа. Да. Добро, супер. Не, супер, тоа е многу добро, добро онака кога се свртиш наназад да видиш, пример во 2022-трета, што направи во 2020-та, направи 150 битот кои овие 12 ги извадив на почетокот на 2021. Одлично, мене ми звучи баш на еден потек кој треба да се направи. Браво за тоа што се загна и што го направи. Се потруди да има и многу добар кавер и да го оставиш на различни платформи. Ќе збориме за тоа. Кажи ми, што е целта на овој бит тейп? Да се поврзам со артисти, сакам да работам многу со артисти, као не можам тоа да го реализирам некако сега. Пред бит тейпот не можев да го реализирам. Се надам дека после бит тейпов дека ќе можам да соработувам со артисти првично од Македонија, па после наоколу, нели Балкан и пошироко, да, здравје, да. Супер, дај Боже да слушнат артистите и да ти сконтактираат, иако знаеме колку се мрзливи и колку се несериозни повеќето артисти. Дали некој лично до сега? Не, никој нема личното до сега, ама не знам од колку луѓето знаат, битовите за македонски артисти се фри. Аха, добро. Значи било кој.
Добро, супер, ќе го слушнеме бит-тейпот, ќе збориме уште за него, ќе збориме и за кој кога ќе слушнеме трајче, го слушнавме неколку пати, ама ќе кажеме кој мислиме ние дека може да рипне на самите битови. Добро, ако не рична артистите, кажи ми какви се реакциите дека бидејќи излезе во петокот, 3-4 дена покасно, дали ти пишаа луѓе, какви беа реакциите на социјалните мрежи, може би не од артисти, но дали од други луѓе, дали од твоите најблиски има позитивни реакции, негативни реакции? Да, ми пиша два тројца, нешто така беше. Ме прашуваа за дали користам семплови или ја ги свирам мелодиите. Ми пиша не знам како еден другар. Као он си правил музика и као ми ги прати неговите две песни, као слушни ги, супер ти се битовите, дај ми некои насоки, дај ми совети, лево десно и така. Океј беше се. Тоа е добро, мене тоа ми е одличен момент бидејќи стварно дава онака една друга перспектива и се надевам дека и некој ќе даде некаков критички осврт на твојата музика и дека ти ќе можеш тоа да го примеш и да го примениш за понатака. И исто уште едно, например, нешто спомна, сакам да те прашам за тоа. Дали музиката внатре, дали мелодиите се семплувани или се отсвирувани од тебе? Бидејќи стварно има некои интересни моменти, например, во кој бидејќи ја не го сметам семплање за лоша работа, немој да ме разбереш погрешно, семплање е една од моите омилени работи во хип-хоп музиката и е стварно треба онака да имаш вештина посебна за да можеш да направиш и да семплуеш нешто. Така да кажи, например, во кој домен колку е семплано, колку е отсвирувано? 90% би рекол дека се семплови све. Тоа е тоа. Бидејќи стварно има многу интересни звуци и ми се свиѓаат и ми се свиѓа како ги имаш инкорпорирано низ целиот бит-тейп. Добро, супер. Мислам дека направивме добра најава за самиот бит-тейп. Мислам дека може да го слушнеме, трае вкупно 12 минути. Ќе ти кажам у старт дека многу ми се свиѓа, многу добро звучи кога ќе пуштиш од прва до последна песна. И иако бев прво скептик за форматот, дали треба да биде ставен на YouTube како еден файл од 12 минути или како колекција на песни од на битови од по минути и пол две. Откако го слушнав, сватив зашто ги имаш тоа направено. Многу добро звучи од прва до последна песна. Има кохезија. Може да кажам дека се осеќа дека еден продуцент ги правил сите битови, но се уште за жал не можам да го пронерам кои се моментите кои се карактеристичните моменти за него, но ќе оставам да го слушнеме прво, да ги слушнеме сите битови, да ги слушнат и нашите слушатели, може би има некој артист, може би има некој битмейкер кој што би сакал да соработува со тебе, или некој човек кој што сака да искористи инструментално на било каков друг начин, да ги слушнеме овие битови. 12 минути не се многу, па ќе се вратиме, ќе зборуваме повеќе за бит-тейпот и ќе почнеме со темата на денот, инструментална музика или инструментални албуми наспроти бит-тейпс и сите останати начини на кои може да работат и да вадат музика продуценти без да зависат од самите артисти. Ако има продуценти на Mixlr или чат, нека ни пишат прашања или нешто, мислам дека ќе има добра емисија, ќе има добар муавет за тоа како може да се размислува малце out of the box, за да не зависите од самите артисти. Идеме со OGY, A Turn for the Better, бит-тейп, Pandemonium Radio Show 14. Уживајте. Ова е последниот бит од бит-тейпот на OGY, A Turn for the Better, кој се вика Kingston. Се надам дека уживавте во сите 12 битови кои ги слушнавме. Се на се, ја би рекол, одлична селекција и многу ми мило дека има многу позитивни коментари од четот. Трајче, што мислиш? Факт. Го преслушав веќе неколку пати, зборевме приватно и со Оги, дури не бевме вклучени со микрофони. Одличен звук, версатилен, има многу различни моменти, многу различни елементи низ целиот бит-тейп. Мене ми се свиѓа во контекст на тоа ти што го кажа, например, мене ми се свиѓа моментот каде што сите се поврзани, бидејќи има некои моменти низ целиот бит-тейп онака како целина што го прават, бидејќи самите она префрлања од еден бит кон друг имаат некои многу добри моменти, затоа не знам кој е виновен, но шараот не знам дали е Оги, не знам дали е Петар или Мана, може и удел имаат сите тројца, така да одличен момент е тоа, многу ми се свиѓа. И на пример еве ќе се навратам, има неколку забелешки вака Kingston, бидејќи баш го прашавме Оги, дури не бевме на микрофони зошто е баш името и тој кажа дека на пример голем дел од артистите кои што рапуваат на вакви битови од UK најчесто потекнуваат или од Вест Африка или од Карибите, така да и Kingston. И тоа е на пример како еден артист се поврзува на пример и
као си дава сам стемп за што значи тој бит. Не знам што да кажам, ја имам веќе омилен, мене омилен бит ми е Warrant. Многу енергичен и не знам зошто, можеби ја онака си барам значење во имињата, но Warrant онака стварно ме потсеќа на некоја брканица, на нешто многу синематик, многу интересен момент. Така да бига поги, одличен бит тейп. Но мене многу ми се свига, брат, само продолжи и што и да е ново, те чекаме да овде пак во студио. Дарко? Тоа е тоа. Ке ни кажеш, има неколку прашања, ќе идеме едно по едно. Како си ти задоволен е Сава, како го слушна целиот бит тейп во малце поинаква соба, бидејќи сигурно ги имаш преслушано над 100 пати, над 1000 пати, во некој вакво друго издание, како се осеќаш? Си го осеќаш добро? Да. Те вози твојот бит тейп? Да, задоволен сум. Мислам, не можам да не сум, пошто имам вложено доста у него, колку толку, нели, колку може. Така да. Супер. Big up до Мазнето, кој ни постави прашање. Го интересира да го споделиш твојот процес на работа. Кога правиш одреден бит, од каде почнуваш, што е првото што го правиш, дали прво ставаш ритм секција, дали наоѓаш семпл и слично. Најчесто како оди тоа? Прво ќе го најдам семплот, нели, за моментот кој што ми се свиѓа. Потоа Извинете, прашам, отприлика каков е тој семпл? Тоа е вокален семпл или некој инструмент мелодија, или инструмент. Значи инструмент наоѓаш, Да. добро? Ќе го најдам, ќе го ставам, ќе го додадам басот и според басот мене за моментот што ќе ми се свиѓа, ќе му направам pitch correction на семплот. Дали ќе го кренам за неколку скали, ќе го спуштам и после истото со басот го правам. Според тоа после додавам hi-hat, снерови, bounce snare, кик, Добро, кик на крај. а дали со самото претходно одредено темпо, дали веќе ти отприлика знаеш каков стил ќе биде, дали ќе биде дрил, дали ќе биде трап или можеби дрил или трап е слично, али ако е 100 BPM, што би било, ако е 120 BPM, што би било? Дали претходно имаш идеја отприлика на кај ќе одиш или не? Идејата сама се ствара, ама како што го менјаш семплот, дали ќе иде нагоре или надоле, од внатре го осеќаш како ќе иде понатаму и со басот и со hi-hat, дали ќе идат брзо, споро, триплети и така. Добро, супер, мислам дека убаво ни објасни, ако има Мазнето уште некој прашање, слободно некој ни пише. Да. Тука сме да направиме муавети за ова и за други работи. Марса, big up до Марса, више си резервира бит, Бабале. предпоследниот, си го резервира, може да си купите бит, но и за македонски артисти доволно е само да ги сконтактирате Оги и да се договорите како може да го искористите. Целиот бит теп ги има во моментов на YouTube и на SoundCloud. Дали планираш да оставиш на друго место, на друга платформа? Да, планирам на Spotify, само не знам за колку време ќе биде тоа. А на Spotify ќе оставиш како исто како на YouTube 12 минути или ќе ги ставиш сите посебно? Да, исто како исто и на SoundCloud како што е и на YouTube. По Добро. 12 минути. Ја морам да кажам, брат, морам да искоментирам за тоа. Мене ми се свија тоа. Не знам зошто, но оваа бит селекција мене ми се свија како целина. Немам проблем да слушам 12 минути непрекинато, 8-9 бита, колку и да се, онака, немам проблем да ги слушам кој една целина без да направам никаква пауза. Не знам зошто, но има неколку онака стварно квалитетни моменти низ целиот бит тейп, кај што и премините се многу добри, иако се, например, наеднаш се случуваат, ми се интересни, добро се склопени за да функционираат како целина. Не мора да има еден одреден и звук по кој што ќе се води, бидејќи и голем дел од артистите, например, низ еден албум ќе направат нешто што е малце поинакво. И битно е за еден продуцент да го свати тоа. Не мора да има еден одреден звук што ќе го тера низ цел бит тейп. Добро, ама тоа сега тоа ми беше следното прашање, смислено да му го поставам на Оги. Каде се гледаш ти, знам дека сакаш да експериментираш, сите сакаме да експериментираме. Така. Ама кај се осеќаш најкомфорно и кој е стилот кој што би сакал ти да го бркаш и да бидеш предпознатлив по? Многу тешко прашање. Од прилика? Се уште не можам да одговорам на тоа прашање, затоа што уште работам на тоа, на свој звук, и тој звук сам ќе си дое без ја да го приметам. И тој откако ќе го препознаат другите, ќе продолжи понатаму. Значи ќе си го најде лејнот и ќе си оди по него, па после тоа ќе се смени нормално. Да, ја Ќе мислам дека еволуира и ќе уште рано е за мој собствен звук нешто да направам. Така да мислам дека има време и дека ќе бидне. Јас сакав да позборуваме малце за кои артисти, малце онака без врска да позбориме кои артисти би можеле да рипнат на битовиве, но пред да го збориме тоа сакам да кажам дека битовиве
Не знам зашто, можеби дека се оваков формат како што беа, мене ми одговараат и да се само како инструментални, да се како целосни песни. Повеќето од нив, од 12, пример 7-8, ми се доволен материјал за да биде комплетна песна без да има вокал на него, или ако има вокал да биде поише во форма на семпл од време на време, отколку да биде рецитал, рефрен. Се слагам и ја со тоа што и кој што напоменав, значи има стварно некоја целина, мене тоа многу ми се свија. Самите инструментали се доволно полни, не се празни, онака енергични се и доволно се сами за себе, онака да немаат потреба од рапер. Оги знам дека го прави ово од причина за да се поврза со рапери, но ја мислам дека онака си ја на еден начин undervalue си прави на битовите, бидејќи стварно си имаат свој собствен момент и мислам дека треба, тоа е заслужено, тоа е негово и никој не може да му го одземе. Ете, се префрламе автоматски на следната тема. Инструментална музика, инструментални албуми наспроти beat tapes и се измеѓу, односно во заграда како можат продуцентите да вадат музика и да не зависат од самите артисти кои би требало да изрецитираат верс или да ги земат да ги користат тие битови. И Big Up Jojo имаше одличен коментар. Јас го имав ова запишано како една од точките, ама ќе почнеме од него. Big Up Jojo, кој вика: делот битовиве од видеографска гледна точка имаат поголем потенцијал за некакво knock after movie отколку за рецитирање. Good job OG. Се слагам. Big Up Jojo за коментаров. Дали се слага, како ти мислиш на ова? Ајде прво ти кажи. За дел би се сложил за дел од битовите, пошто ги имам преслушано веќе многу пати. Оваа година почна на факултет, точно конкретно на ФДУ, така? Да. Дали тоа мислиш дека понатаму може да ти отвори друга димензија на самото креирање на музика со мајндсетот дека можеш да ја по наводници пласираш врз видео наместо вокали врз неа? Да, мене обично ми се ствара кога правам некој бит, ми се ствара визија као видео како би изгледало на тој бит. Повеќето од времето е така. Другото после само не знам, си малам некој флоу и така. Траче, што мислиш ти за ова? Дали мислиш дека продуцентите можат да обрнат многу поише внимание да прават музика наменета да се искористи за видео без разлика тоа дали е филм, дали е хайлайтс од нешто, дали е музика која би се користела за на стори на Инстаграм или не знам, дали мислиш дека може да има фокус малце пошироко тоа само да се бараат артисти за да ги искористат самите битови? Секогаш, со тоа што има многу добри примери за сето тоа низ целата историја на музиката и во денешницата и значи години уназад, сигурен сум дека можеби и Оги доколку стреми кон тоа може да го постигне, значи не е недостижно. Ја не знаев дека студира на фудбал, тоа може само кој што каже да му даде една друга димензија за она и сам да се прошири својот спектар на звуци, да се го прошири тоа после да го поврзе онака со некој visuals или тој сам да ги креира тие visuals кои што и тој сам кажа дека некогаш ги замислува. Тоа е креативен процес, не можеш да му го одземеш на артистот, мислам дека музиката е таква експресивна сама по себе, не секогаш треба рапер да се стави на неа за да каже, за таа да добие некаква смисла. Така да ја останувам на моето дека инструментална музика исто така многу моќна работа, само доколку е екзекутирана кој што треба е исто толку добра и квалитетна него ли било кој албум. Точно, се префрламе на прашањето на Бокса. Што мислите за вадење на инструментали од цели албуми? Пример, Метро Бумин извади инструментал верзија на Not All Heroes Wear Capes. Траче, што мислиш за ова? Реално, мислам дека е добар потек со тоа што веќе кога си естаблиран продуцент кој Метро Бумин, кој што веќе стварно има изградено свој звук и од албум во албум онака го воспоставува своји нови граници, да не збориме, имаме зборено веќе за Savage Mode и што значи неговата продукција на сето тоа. Би рекол дека да, и не само за Метро Бумин, луѓе кои што си го тек сега пронаоѓаат свој стил, кои што се инспирирани онака од други работи и не креираат тај битови, би рекол. Тоа е за мене една огромна стигма онака за продуцентите. Мислам дека може да си го најдат своето и да си застанат онака на нозе и да тоа е, знаеш како еден став да заземеш против артистите, бидејќи не секогаш се потребни за такво нешто. И мислам дека е возможно само кој што реков да се екзекутира кој што треба. Имаше и Петар неколку коментари за познати продуценти, за успешни продуценти и за големи артисти. Мислам дека дури не би рекол маст, али посебно ако е албум на самиот продуцент, кој што беше тој на Метро Бумин, тој е негов албум, ги вади финалните траки, после одреден период ги вади инструменталите, одлично. Паралелата кој би сакал да ја повлечам сега, ако си ти продуцент, например како Оги, кој не може да најде луѓе кои би сакале да скокнат на твоите битови,
Зашто да не се потрудиш да направиш комплетна целина без да зависиш од тие артисти? Да направиш да биде инструментално. Види, има премногу такви моменти. Ќе збориме малце подоцна за тоа, но еден од нив е Медлиб, затоа и ќе збориме за него, бидејќи во голем дел не секогаш, например, и музиката која што ја креираат продуцентите, не секогаш ќе го најде своето место и увото кај некој артист. Ја би рекол, Оги го преска спомна, еве може и тој да каже, тој го спомна Клемс Казино. Клемс Казино е еден таков продуцент извореден, онака кај што знае да навлезе многу длабоко во музиката, многу да експериментира со звуци, со семплови и со синтови. Оги кажа дека го има слушано, така да Оги, например, кој е твоето мислење за Клемс Казино и например што значи Клемс Казино за тебе онака како продуцент? Дали например влечеш инспирација од тоа он што го прави? Ја Клемс Казино главно го знам кога искочи Live Love ASAP у 2011, тоа ја го слушнав у 2015, затоа што на 11 години немав пристап до интернет реално. Го знаев само како Клемс Казино и продуцент на албумот Live Love ASAP. И ја пред еден месец дознав дека он прави само инструментали, што многу експериментира и се многу добри. Многу, у секој момент можам да ги слушам. Тоа многу ми се допаѓа, што тажен си пушти го, среќен си пушти го, возиш кола пушти. Словано, све можеш да слушаш. Се слагам, ја затоа го дадов ко пример, ми инспирираше, ми текна и на него, бидејќи стварно и иако е еден од виновниците онака за тој малце поексперименталниот хип-хоп од Нью Йорк сцената, бидејќи воопште во 2008-2009 онака има продуцирано за Lil B, има продуцирано за Early A$AP Mob, има продукција на Raider Clan, се тоа што онака во 2009-2010 го направила тој weird trippy хип-хоп онака да звучи свежо во тоа време. Многу интересен артист и мило ми е што ете продуценти ќе се инспирираат и ќе влечат инспирација од такви луѓе, бидејќи реално направиме муабете не секој дневен ако мене ме прашуваш. И мислам дека го имаш и ти почувствувано тоа, како знаеш тоа, дека не е секој дневен. Скрос е така, не секој дневен. На страната ја што бев првично влезен со со Метро Бумин, со 808 Mafia, тие сите продуценти што се. Ја првично од нив они ми беа главна инспирација. И после тоа почнав да слушам други продуценти, од песни од вамо таму. Ама никогаш не сум стигнал до Клемс Казино, тек сега дури стигам Клемс Казино и сваќам дека и јас сакам исто тоа го правам, инспирација ми. Тоа е тоа, мене тоа ме радува бидејќи стварно онака тоа дава и мислам и сам тебе ти дава инспирација за да правиш поише, за да си застанеш онака со тоа и со време ќе си го изградиш и тој свој звук што го бараш. И многу ме радува тоа што го кажа, ќе го забележав тоа дека кажа онака звукот сам ќе си дојде, ти нема ни да знаеш, туку луѓето ќе ти го кажат тоа. Така, да. Тоа ме многу радува, тоа е дефинитивно онака ако мене ме прашуваш што е правиот начин на кој што би требало еден артист да размисла без разлика дали е продуцент или рапер. Епа тука мислам дека е главната разлика, главниот level up, односно многу левели up, кога стануваш од обичен битмейкер, кој што прави секој ден по еден бит, односно по еден луп, како да кажам, значи основа на бит, во комплетен артист, кој е независен од артистите дали сака да работат со него или не. Ти правиш целосна музика само од инструментали, само од инструменти, инструментална музика. Тоа е, мислам дека кој би го постигнал тоа на еден левел, помлад продуцент кој прави трап, да речем, или било која нова музика, да стигне од бедрум продусер, да прави своја авторска музика базирана само на инструменти, да свири се, да става семплови, да експериментира со други работи. Не мора да е премногу експериментално, да бидеш во фаза каде што можеш ти да склопиш цела песна од почеток до крај, аранжманот, онака сите прелази, сите детали да бидат направени исто кога да има вокали, ала нема вокали, да има еден главен инструмент наместо тие вокали. Тогаш мислам дека ќе бидеш многу поспремен и да правиш музика, да бидеш вистински продуцент за артисти кога се работуваш со нив. Да, и реално да правиме муабе тоа барем во моје искуство и во моје ја тоа се што имам преслушано, тоа веќе го прават онака веќе и ветерани и искусни продуценти кои што стварно ја имаат скокнато таа граница онака каде што имаат трансцендентирано и го прават тоа ден денес. Но морам да напоменам, мене биттейпот ми дава некаков таков звук, можеби не во целост, но гледам потенцијал во тоа и не гледам зошто Оги не би продолжил да го прави тоа. Исто, ја мислам дека од нашата сцена Глуми е многу добар пример за тоа.
посебно во поглед на настапи. Бидејќи кога работиш кога имаш многу своја музика, инструментална музика, готови траки, ти можеш да имаш еден настап кој е out of this world или бар out of this scene, онака многу поголем од се што се случува на сцената. Наместо да пушташ тоа што го правиш како DJ е супер, наместо да селектираш, тоа го правам јас, наместо да селектираш музика, туѓа музика и да ја пуштаме за забава, кога би имал авторски, не збориме само за тебе, не ме сватиш, збориме за сите продуценти. Кога еден продуцент би имал авторска музика која може да ја микса на многу повеќе ниво од колку што можам јас да ја миксам веќе излезената музика, да навлезе длабоко во секој стем, секој канал посебно да ги менува, да ги спојува заедно, да ги модифицира. Мислам дека може да дае многу голема вредност на самиот лайв настап кога би бил лайв настап како продуцент или како комплетен артист. Глуми и Драги се одлични примери за тоа. Глуми посебно, глуми онака. Глуми дефинитивно, да, глуми дели од сите. Исто така, размислував преска онака идеи да даеме за сите продуценти што знам дека има многу продуценти кои работат, но не може да се спојат со артистите поради XY причини. Една од идеите која е многу онака, можеби веќе истрошена до некаде во светот, е да се направи ремикс на веќе позната песна. Со тоа што посебно кога беше времето на EDM ремикси на такви ствари која се правеше на секоја песна трап, се правеа по 10 EDM трап ремикси и слично, мислам дека тој период се онака се истроши тоа, но од друга страна мислам дека посебно ако работиш и како DJ заедно покрај продуцирањето, мислам дека можеш многу добро да си ги направиш песните кои ти одговараат или не ти одговараат толку во сетот, да се ги прилагодиш, да ти одговараат на стилот кој би сакал да го пушташ или да го репрезентираш. Јас знам, имам многу продуценти, посебно по рекорд половите, како DJ City, како BPM Supreme, кои се познати по своите едити. Иако тоа се можеби минимални едити, можеби се само ридрумс, каде што ритм секцијата е сменета наместо мастард стил, наместо, не знам, е ставен бум-бап бит. Онака, има луѓе кои имаат цели кариери базирани на правење на едити на веќе познати песни. Тоа не е правење на лоши ремикси, него е само твикнување на музиката во свој одреден стил, за да ти одговара тебе и на твоите пријатели или на сите луѓе кои би користеле таа музика, да им одговара повеќе во сетовите. Мене е еден од омилените такви продуценти ми е Денис Блейз, од кој имаме сигурно десетина едити и кои постојано ги пуштам. И он прави песни кои некој не би можел да ги пуштам во прайм тајм, да можам да ги пуштам во прайм тајм, дека става клепови, ја појачува малце ритм секцијата и онака стварно звучи многу подобро. И што најинтересно, сите тие кои се барат непознатите имаат изградено свој стил. И они уствари, ти кога имат Денис Блейз едит или ремикс, знаеш отприлика што добиваш. Тоа кога стигнеш како продуцент кој прави ремикси на туѓи песни, мислам дека си исто така се стигнал добро ниво. Музиката нема граници, брат, и мислам дека да, како и да е, може да се пронајдеш во најразлични сфери, не дека сите се поврзани, не дека во случај ако веќе правиш ремикси дека ќе те бидува да направиш стварно нешто свое што би можел да го направиш свое, бидејќи некои продуценти ипак се хранат од енергијата на веќе на песната веќе што планира да направи ремикс на неа, па може врз основа на тоа да биде инспириран. Сосема друго претпоставувам дека е да направиш од скреч онака, да најдеш семпл, да креираш бит, да направиш бит петерни и слично. Така што тоа е би рекол дека е малце покарактеристично, но дефинитивно си има своја мајсторија и тоа, но ко продуцент и ко артист можеш да се најдеш во било каде. Точно, јас само би ги инспирирал и би ги мотивирал младите продуценти кои не можат да најдат начин како да пласираат својата музика и да стигнат да биде искористена од артисти. Work with what you got, онака, секоја ситуација што имаш искористи. Ако нема артисти, треба да се најдат артисти. Ако тие артисти што ќе се најдат не се доволно добри, земја капела од веќе позната песна или непозната песна, најди капела на македонски, на албански, на англиски, не е воопшто битно, на српски. Се едно. Ако не ти одговара ни тоа, прави инструментална музика. Ако не ти одговара ни тоа, мислам, најди го начинот да ги пласираш своите битови. Дека за крај мислам дека онака хасалот и трудот што ќе го направиш да извадиш финален продукт е многу поразличен од правење на одреден бит, бидејќи Поги, чим направил 150 бита од 2020, он може да направи еден бит за 1-2 сати и тоа да звучи сосем окей. Но кажи која е разликата во хасалот да ги избереш овие 12 битови, да ги средиш, да го направиш овој бит тейп, да направиш кавер,
да ги договориш Мана и Петар да го да ги мастеризираат или да го направи дизајнот, да го аплодираш на сите социјални на сите платформи. Има многу поише работа и next level работа кога треба да извадиш комплетен финален продукт, бидејќи правење битови е едно, правење онакви само основи на битови е едно, а вадење на конкретно на ваков бит тейп бара многу повеќе хасл и многу поинаков хасл, кој понатаму ќе ти направи ќе знаеш процесот кој е, по кој ќе треба да работиш со артисти, ќе знаеш како во која насока ќе треба да идеш. Што мислиш за ова? Колку за тебе беше како предизвик на пример за ова да го предизвик да го направиш? извадиш самото вадење на проектот во споредба со правењето на бит секој ден? Добро. Немам одговор, стварно. Тешко беше, затоа што Прв пат го правиш? Прв пат го правам и зависам од други. Пример, микси мастер Петар Мана, дизајнот на Илија, знаеш. Па добро, ама кога би работел и кога би работел со артисти би зависело од други, така да Да, ќе зависиш, ама мислам дека е друго тогаш кога работиш со артисти, кога им го даваш, нели, битот, инструменталот. Подругачие мислам таа соработка со артист, него ли со дизајн и микс и мастер. Ама добро, ама ти го даваш на артистот за он да сними и ти после го чекаш артистот дали ќе сними уопште некојаш и артистот сам треба да ги збрка тие микс, мастер, дизајн и тоа никогаш нема да се случи, на крај твојот бит ќе остане неискористен, така? Па, у повеќето случаи мислам дека е така. Така, тие финални чекори мора да се направат, дизајнот мора да се направи и мора да се аплодира на интернет, ако ништо друго. И микс и мастер мора да се експортира тоа. Така да сакам да кажам дека би ги охрабрил продуцентите, ако ништо друго, ова ваков бит тейп е одличен чекор, онака да извадиш и ако ништо друго да избереш од тој фолдер со 150 бита, да избереш 12 најдобри, онака самата селекција и самото тоа доработување да звучат добро и да ги споиш, онака ти отвара друг мајндсет и ќе сватиш како ствари работи музичката индустрија, како би требало тоа да оди, отколку само ќе седнам, ќе отворам програм, ќе направам на луп, ќе отсвирам, тоа е се окей, ама што со тоа, ќе му ставам некој име што ни сам после не можам да си го најдам, и тој таму ќе стои и тоа е тоа. Вака, со вакво нешто, имаш финален продукт, без разлика дали се тоа 12 бита или две финални песни или што и да е. На крајот на денот имаш проект, брат. Имаш проект, имаш продукт кој Тоа е тоа. кој стои позади твоето име, така. Така, да. Тоа е тоа. Добро, мислам да направивме добар муабет. Ќе направиме малце пауза за музика и ќе се вратиме да позборуваме, ќе позборува Трајче повеќе за инструментални албуми и ќе го донесеме ова Пандамониум радио шоу број 14 до крај. Добро, може да пуштиме некои битни, донесе Оги некои други битови, кога сме више тука. Зашто да не? Ја да изберам? Да бе, кој сакаш? Ајде, ги немам слушнато искрено, али ќе ставам 2 или 3 бита од новите ноги кои не се ногиат на бит тейпот. Овие се кажи ми сега се направени после бит тейпот или Не, тие се направени за време, нели, во 2020 се направени за време на карантина исто. Од тие 150 што се. Аха, добро, значи ова се да речеме како leftovers од бит тейпот. Добро, ајде идеме A$AP Rocky vibe, така некако прво ми звучи добро, нема зашо да не. Додека ги спремам другите, па се враќаме да поспоруваме малце за Madlib, J Dilla и сите останати легенди на инструменталниот хип-хоп, може? Идеме. Само да ги спремам, чекај. Пишете ни уште некои прашања, ако имате, расположени сме за муевет, расположени сме за идеи, за се онака што би можеле да ги помогнеме на било каков начин. Извинете, само што не можам да го најдам. Идеме со некој друг ако не можам да го најдам тој. Секако може и да се навратиме на таа музика, така да инаку да, ја многу сум ќе кажам дека сум изненаден од реакциите, луѓето што ги даваат во коментари. Ме радува тоа бидејќи ретки се моментите каде што продуценти даваат шајн и онака радосен сум што ете Јоги бидејќи е наш човек, има веќе проект позади него и тоа ќе му биде онака као стейпл, додека има некој кој сака кој е заинтересиран, додека сака да слушне, повели имам цел проект 12 бита, селекција од најдоброто, доколку тоа те поише интересира, имам плюс, ќе се спрема бит тейп и тоа е тоа. На крајот на денот пак ќе кажам, проекте не е за подценување воопшто. Јас сум позитивно изненаден од целиот од звукот и како звучи, така што немам никаков проблем да слушам поише
поише продуценти ова да го прават во Македонија. Точно. Ајде да слушнеме нешто од Leftovers битовите на OG Ypsilon, ова е A$AP Rocky Vibe Right. Слушаме неиздадени битови на OG Ypsilon. Се надам дека ви се допаѓа ова. Конкретно овој бит, мислам дека многу добро може да легне некој артист на него, посебно некој артист што би можел да подпевнува или да рецитира некако, дека има многу простор. Трајче, што мислиш ти? Овој бит мене многу ми се свиѓа, но морам да го искоментирам предходниот, му го кажав тоа и на Оги. Баш зборевме за Клемс Казино, мене ми е баш тој стил онака 2012-2013 A$AP Rocky Vibes. Стварно го има тој звук и се гледа онака од каде влече инспирација. Одлично, big up. Кој знае уште што има уволтат? Да. Оги супер, ако имаш нешто ни кажеш да ни споделиш за тебе или што е план за понатак или што би сакал, колку би сакал да исконтактираш или дали може да ти помогнеме некако или некоја порака да пратиш, повели? План, уште поеќе бит тейпови, уште поеќе вакви проекти и тоа само спремен да си. Дали си задоволен со општо како излезе целиот проект? Да, Бит тейпот. да, многу сум задоволен. Да. Иако чекав долго, вредеше чекањето, мислам дека супер испадна. Одлично, се надам дека ќе има позитивни реакции, се надам дека ќе се склопиш со артисти што ќе сакаат да снимаат или ќе си ги најдат битовите својот пат во некоја друга насока. Искрено се надам дека ќе извадиш уште повеќе комплетни проекти, бит тейпови, инструментални албуми и што уште не понатака. Така. Кај да те води патот, брат. Тоа е тоа. Ние сме овде да поддржиме. Ти благодарам што дојде уште еднаш у студио. Многу ми беше мило што го направивме ова. Одлични реакции имам и во чатот, ме радува тоа. Така што тоа е тоа и се надеваме дека и во иднина ова ќе ги охрабри многу голем дел од другите продуценти за да го направат исто. Да, тоа е многу добар момент да се го случи, тоа ќе биде одлично. Ќе има таков ефект, таков некој домино ефект да повлече други продуценти сами да си ги земат работите во своји раце, би било супер, бидејќи така бар ќе знаат на што се, едноставно продуцентите ќе знаат направив ова, дадов се од себе, онака независимо од други, пров да ги земат работите во своји раце. И на крајот и денот и обичниот човек може да слушне што продуцира тој продуцент, а не само раперите кои што битови седат во нечив инбокс онака. Точно. Управо. Мислам дека тоа треба да се смени. Фала Оги, може да се спремаш ако сакаш, ние ќе си продолжиме да си правиме муавет. Фала и на вас, фала за поканата, фала за убавата дружба. Во секое време Pandemonium Headquarters, Pandemonium Radio е отворено за сите артисти, сите кои што сакаат да работат било како на сцената и ние сме тука да ги поддржиме и да им даеме платформа без разлика дали има 5, 10, 100, 500 лајка или слушатели. Не бит. Пристапот е ист. Секогаш. Така че да се префрлиме на инструментална музика. Се погоди баш февруари да е месец на J Dilla, кој ја мислам дека и според мене е онака стейтмент кога размислувам јас на инструментален хип-хоп, размислувам на прво ми текнува на J Dilla. Имаме траки од Madlib. Би тоа стил да позбораш малце повеќе за овој концепт на инструментален албум, инструментален хип-хоп, нуџабес и така натаму. Има, знаеш како, тоа е тој дел од хип-хоп музиката е малце overlooked, бидејќи стварно не добива таков не добива таков шајн кој што заслужува, но кој што кажа, кога ќе ми текне на февруари ми доаѓа онака J Dilla, ми доаѓа нуџабес. Ја успеав и онака рано да се закачам на J Dilla. Имам доста слушано, стварно онака музиката која што ја прави за многу луѓе е несфатлива, бидејќи J Dilla тоа што успева да го прави со едно обично MPC, човек едноставно не го сваќа. Најголемите продуценти на денешница, меѓу кои Kanye онака го има кажано дека J Dilla е еден од најдобрите луѓе кои што умее тоа да го прави. Ќе се навратам на семплување. Конкретно овие луѓе кои што ќе ги избориме сега, нивните битови, нивната продукција се базира стрикно на семплување. Значи тие само семплуваат ствари, семплуваат многу различни работи кои што продуценти кои што се веќе естаблирани не би ги семплувале. Значи не се работи за соул битови, не се работи за фанк инструментали, туку едноставно зимаат онака некои quirky, weird песни кои што инаку не би се нашле на било каков хип-хоп албум. И од овде во хип-хопот потекнува онака и инструменталната музика. Има некои одреден број на артисти, не секој може, кој што реков, значи ова е многу тешка работа за да се направи, за да се екзекутира кој што треба. Се погоди моментот да биде J Dilla Month, Madlib извади албум The Sound of the Ancestors, кој што
е онака уште едно продолжување во неговата дискографија и ќе се надоврзаме на тоа. Еве конкретно ќе почнеме за Madlib да збориме. Овој проект е интересен бидејќи освен тоа што е продуциран од Madlib и е sample based, овде е интересно бидејќи има друг човек што го аранжира целиот албум. Човекот што го аранжира целиот албум се вика извинете, познате, работи со Том Йорк и Fortet. Ете го, се извинувам, лапсус, но интересно е бидејќи Fortet е таков човек и мултиинструменталист, джез артист кој што работи многу одамна, но работи секогаш со експериментални, значи работи со ликови ко Burial, работи со Madlib, има работено на Quasimodo ствари, има работено на Mad Villainy, долг колаборатор, но интересно е бидејќи Madlib, иако е продуцент, иако е онака естаблиран, го дава делот на аранжманот за да го направи ко целина на друг човек. И тоа, например, е интересниот момент каде што стварно и некој продуцент може да го земе тоа. Додека има некој способен од него, каде што верува дека може да му ја донесе визијата во една целина, зошто да не? Не гледам причина зошто ти да ги креираш битовите, а да не ја оддадеш таа чест некој друг да го склопи во едно парче онака во еден проект. Да биде комплетно и да биде next level од двете страни. Јап. Со тоа што интересно е бидејќи и овде, кога би го слушнал целиот тој албум, не звучи онака во целост поврзан, има некои прикинувања на сред песни, се дешаваат некои онака промени нагли, но работава е дека кога ќе го слушнеш од почеток до крај, има некоја кохезија. Семпловите се тие многу се интересни, има многу, кој што кажа и ти, семпл вокали каде што нема рапер, но има вокали на самите песни, кратки сегменти, кои што ја само надополнуваат многу добро траката. И дефинитивно за тоа само може неколку луѓе да го прават. Овде, освен Madlib, J Dilla, има луѓе на денешницава кои што исто така креираат, се млади и се во својот подем. Flying Lotus е еден од нив, феноменален артист, многу експериментален, кој што има соработувано со луѓе како Kendrick Lamar. Така што инструменталната музика и инструменталните албуми си имаат стварно на своја сфера каде што тие живеат одлично и кои што функционираат, но не се за секој. Клемс Казино исто така еден кој што има извадено неколку албуми такви. Така што не знам, кажи ми ти на пример ти како дали консумираш таква инструментални албуми ко музика? Ја во мојата глава ги делам на два вида. Едната е lo-fi, значи се тоа што е инспирирано од J Dilla, после J Dilla, тоа што има огромен подем последниве години на YouTube, онака lo-fi beats to study to sleep to или онака тоа е за мене еден лейн на инструментална музика. Soul Action и сите тие продуценти кои што продуцираат таква музика, а ги има безброј. Онака тоа е ми е едниот лейн, а вториот лейн ми е електронската музика која што ја следам, или на пример дури некој забеган даб инспириран од реге, бидејќи дабот е уствари првата инструментална музика бар од модернава музика и од таму потекнуваат и сите електронски правци. Таа ми е повеќе као за настап, кој што збориме како глуми, значи инструментална музика која е повеќе наменета како на пример Troy Boy, сите оние трапери, EDM продуценти као Bauer, као целата екипа, па дури тука и Soul Election као Кетренада. Јако Кетренада на пример има и вокали, али пристапот му е кога е инструментална музика и нема секаде вокали, него некаде има, некаде нема. Така да едната музика ми е као онаква за поглед на настапи, значи некоја што е наменета да биде настапувана, а оваа друга ми е направена од различни продуценти кои не се ни толку познати, направена е само така за позадина lo-fi, што и двете си имаат своја магија. Тука мора да ги спомнам и правците као Chopped and Screwed, као Funk, кои се нешто измеѓу, можеби не се инструментални, ама пристапот им е таков, едноставно. На исти начин ја негуваат музиката, да, се слагам. И тоа кој што кажа, стварно, значи тие правци си живеат онака во свој посебен свет. Да. Lo-fi музиката е она консумирана од многу различни луѓе, стварно онака кои што инаку немаат никаква поврзаност со можеби не слушаат никаква друга музика. Апсолутно. Да, се слагам. Ми доаѓа на памет онака Таку, кој што е еден дел многу познат мултиинструменталист, но и сериозно одличен продуцент кој што онака главни инспирации му се буквално Nujabes и J Dilla. Ќе се навратам на J Dilla. Има едно многу интересно видео кое што препорачувам за било кој продуцент, онака треба да го изгледа, тоа е од Vox, го има на YouTube. Се вика како J Dilla успеал да го хуманизира една машина, онака семпл машина,
да ја хуманизира, да ја даде еден човечки аспект на сето тоа. Го објаснува многу добро начинот на кој што семпла, така да за сите продуценти кои што сакаат да истражат повеќе за тоа, ве молам изгледајте го. И еве уште еден интересен момент. Не секогаш на пример продуцентите ќе најдат рапери и артисти кои што ќе се одлучат да рапуваат или ќе направат песна со нивните битови. Тоа конкретно на пример Медлип и J Dilla го имаат направено одлично, бас Шуршац имаа постирано за тоа. Имаат еден колаборативен албум кој што се вика J-Lip. И интересно е каде што го има во инструментална верзија, но бидејќи инструменталите во него се наменети да бидат за рапери, но ниту еден рапер не сакал да ги искористи, си ги имаат земено и си ги имаат свртено улогите каде што Медлип со своето алтер его Quasimodo рапува на J Dilla битови, а J Dilla рапува на Медлип битови. Феноменален концепт, многу интересен албум. Champion Sound мене е една од омилените песни од тој албум. И истото, Медлип тоа го прави години уназад, Quasimodo има 2 албуми извадено. Тоа се битови кои што инаку не можел да најде рапери за нив и решил сам да рапува на нив, да си го пронајди своето алтер его ко рапер. Не гледам причина зошто луѓе не може да експериментираат со тоа. Ја никого не му се смел за да проба такво нешто. Точно, ја уште само за крај морам да кажам, сами текна го зборевме, можеби требаше да го спомнем уште предходно. XXXTentacion има една песна земено која предходно извадена како инструментална песна, не можам точно, мислам дека е ова Jocelyn Flowers, ако не се лажам. Jocelyn Flores, да. Flores, да. Таа песна предходно постои како бит. Тоа е обичен семпл од Instagram видео. Тоа е Instagram видео од едно девојче кое што пее. Ама не, тоа е инструментална песна. Да. Инструментална песна веќе објавена и он ја наоѓа и ја користи. Yep. Така да, ако се извади, можеби понатаму некој ќе сака да скокне на неа, онака постои. Тоа е тоа, дека постои, може некој да најде, можеби да најде примена на погрешка да стигне до него и да најде примена. Ако седи во компјутер нема шанса да се случи тоа. Се слагам. Сакаш да завршиме тука или да слушаме нешто од Медлипа да се одјавиме? Не знам што би додал. Сакам да кажам уште нешто на пример во врска со овие продуценти, бидејќи еве сега ќе слушнеме на пример мала селекција каде што пак ќе кажам, не се сите поврзани, но има и самите наслови на песните се референцираат и во самиот бит, во самиот инструментал. Има многу елементи кои што инаку ги нема во обичен бит, не е само луп, значи има промени, има брейкдаунс, има некои измени низ целото тоа движење, онака трае некаде околу 50 минути. Феноменален албум, сега збориме за новиот албум на Медлип, така да доколку ви интересира тоа, ве молам слушнете. И овде, иако ова не го сметам за инструментален албум, повеќе е само како бит тейп, овде го ставив албум една песна од Ерик the Architect и се вика Fruit Punching Bora Bora. Феноменален инструментал, долго сакам овде да го пуштам, дури и го замислував онака како бекграунд музика врз која што би збореле. Феноменален пристап исто така. Во неговиот албум се вика Arcstrumentals, има веќе Volume 1 и Volume 2. Ајде да почнеме со тоа тоаш. Да идеме со Fruit Punching Bora Bora. Феноменален албум, кај што има и онака многу voice-overs, има многу интерлудс, едно целокупно возење од 50 минути каде што онака Ерик ја има целата креативна контрола. Да не должиме многу, идеме со Ерик the Architect, Fruit Punching Bora Bora. Мора да признам, одличен инструментал. Браво, Траја, за ова. Тоа е тоа, брат. Вожња. Онака врни надвор, седиш дома и уживаш. Тоа е тоа. Се јавивме само уште еднаш за да се одјавиме. Мислам дека имавме уште една одлична емисија, Пандемониум радио шоу број 14. Супер гостин, малце поразлична тема. Зборувавме многу за артистите, продуцентите, до сега ги немавме спомнато, посветивме цел дел, цела втора половина на емисијата за тоа. Се надам дека можеби допревме до некои и се надам дека ќе видиме поише проекти како во Иноги. Исто, со тоа што стварно мислам дека онака продуцентите конкретно и во Македонија не добиваат шајн, бидејќи голем дел од песниве кои што се продуцирани, само знам мал број на артисти кои што им даваат онака кредит на артистите кои што ги имаат креирано битовите.
така да се надевам дека тоа ќе се смени, се надевам дека ова на пример кој што кажа дека ќе има некаков домино ефект, ќе им даде некаков кураж на самите продуценти за да креираат и за јавно да ги објавуваат тие ствари, да не се плашат со тоа и да си изградат некакво свое портфолио музичко, некаков бекграунд за кога ќе има некој да побара, да има било каде да слушне, да не мора нив да ги контактира. Точно. Јас сум Мари Скреч, a.k.a. Дарко, тоа беше Трајче, a.k.a. Activity, со нас беше Оги Y, тука е Алекс, тука е Ники. Шараут до сите што не слуша до крај на ова издание. Се слушаме повторно нареден понеделник, знаете, секој понеделник сме тука на Микселар од 9 часот. Интересни теми, нова музика, секогаш спремаме некој интересен спешал, го спремаме тој UK спешал за некој следната епизоди, имаме исто така интересен гостин од македонската сцена кој индиректно е некако вклучен, ќе го откриеме во текот на оваа недела. Пишете ни, пратете ни музика што имате да ја промовираме, да ја слушнеме. Слушате добра музика, тоа би сега да ви посекам, имате убава недела пред се. Ја го почна како што почна. Мислам дека сме окей. Трајче? Тоа е тоа, ја само можам да додадам, исто ви посакувам убава недела, се слушаме следен понеделник и тоа е тоа. Ladies and gentlemen, time at the Regal. Young man went out and made a name for himself.